Најголем страв по животот граѓаните имаат од злогласните карциноми. Рак е, многу народ виш помреа, што да кажеш. Да, умирате од рак многу народ. Меѓутоа, дури 2/3 од смртта и понатаму доаѓа од срцеви и болести на крвните садови. Најчести проблеми се од типот на садовите на срцето и другите крвни садови во организмот, запушување на база на атеросклероза, потоа оштетување на срцевиот мускул, значи од типот на здебелување на срцевиот мускул кој е неефикасен или пак проширување на срцевиот мускул и конечно валвуларните мани, односно залистоците кои го регулираат, да упростиме, да кажеме, правецот на движењето на крвта низ срцето. Зошто луѓето толку се наплашиле од карциномот кога смртта двојно повеќе демне од друга страна? На нега лек нема, те до сега не се најдели лек. Па, да ти кажам право, тие што ги не предусеки ще се наопасни. Ова е и причина што многу помалку се внимава на кардиоболестите кои во меѓувреме убиваат масовно. Ако се направи листа на најопасните болести, таа изгледа вака: срцев удар, мозочен инсулт и карцином. Од тука, вниманието многу повеќе треба да се насочи на друго место, а за тоа е потребно друго. Едукацијата е многу важна за правилна исхрана, за незлоупотребата на месото, за важен фактор е физичката активност кај пациентите, значи тоа се докажани состојби кои го зголемуваат ризикот. Очигледно досега е направен голем пропуст, зашто во развиените европски земји редоследот на болестите и процентот на смртноста од нив е многу поинаков и што е најважно, многу помал.